Наместо во руинирани чекални и кабини за фотографирање, граѓаните од денеска ќе можат да добиваат лични документи во реновирани простории. При влезот во службата за управни работи не пречека климатизирана просторија и удобни фотели, а ги нема повеќе и валканите и оштетени ѕидови и подови. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски напомена дека ова е само прва фаза од реконструкцијата, со која се опфатени 1300 метри квадратни, а ќе следува и втора фаза, во која освен приземјето ќе биде реконструиран и првиот кат. Ветувам дека во иднина ќе продолжиме и како во реконструкција и реновирање на сите објекти во рамки на Министерството за внатрешни работи, особено оние објекти кои што се однесуваат во делот на спроведување на услуги спрема македонските граѓани. И се надевам дека и за година дена, кога ќе дојдеме овде, ќе имаме вакви пристојни и убави услови кои што си ги имаме и сега. Ние вака македонските граѓани не сме многу познати по одржување, но се надевам дека ова ќе биде првиот исчекор во насока на да си го одржуваме она кое што сме го направиле, заради тоа што ова е направено со народни пари. Министерот Тошковски не очекува особено голем метеж во одделите за вадење на лични документи и покрај тоа што се знае дека во летниот период е особено зголемен бројот на барањата. Напомена дека ставени се во функција поголем број кабини, а отворени се и служби во 6 нови општини. Например, да речеме печалбари од Липковскиот крај нема да има потреба повеќе да одат во општина Куманово и да ги вадат личните документи. Во 6 општини отворивме такви служби за да ги растеретиме од една страна поголемите градови, а од друга страна да може да е поблиску до граѓаните услугата во рамки на својата општина. Ги зголемивме капацитетите на вработени во рамки на управните служби, ставени се во функција поголем број на кабини, отворени се поголем број на локации каде што може граѓаните да пристапат, така да нема да имаме гужва. Да, ќе биде зголемен обемот на корисници во делот на управните служби, но ги имаме потребните капацитети за да може соодветно да одговориме. Премиерот Мицкоски рече дека во моментов се работи на тоа патните исправи да се печатат во Македонија, а се размислува и за можноста да се извезуваат патни исправи за други држави. Вкупната вредност на проектот опфаќа 2300 метри квадратни, односно 48 милиони денари.